Македонија ги живее најтешките денови во поновата историја. Волку тага одамна не сме почувствувале. Нема човек што не го погоди тоа што 59 млади отидоа на концерт и не се вратија дома. Кога во неделата наутро сите ја прочитавме веста за пожар во Кочани, на никому не му паѓаше на памет дека од тој ден веќе ништо нема да биде исто. Ова не е никаков несреќен случај. Ова е убиство. Ги уби системот, а најмногу корупцијата. Корупцијата од најниско до највисоко ниво. Тоа го гледаат дури и децата. Ова е жално. Поради таа клета корупција. Никој не ќе ме корупцијата. Никој. Затоа борбата со расчистување на овој случај треба да биде бескомпромисна. Проверка на се и на сите, па до каде доведе до таму, без разлика на партиска и етничка припадност. Не треба да биде поштеден ни ВМРО, ни Свети ВМРО, ни СДСМ, ни ДУИ. Ова е, би рекол, масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. А токму партијата од Мала Речица се обидува на несреќата да и даде етнички преднак. Портпаролот Арвар Адеми пред полициската станица во Карпаш го бранеше својот сопартиец Крешник Бектеши со изговор дека ќе се нарушеле меѓуетничките односи и не треба со прстот да се вперува во ДУИ. Од кога повикување на информативен разговор во полициска станица се нарекува нарушување на меѓуетничките односи или дека е ДУИ, затоа според него ќе се нарушеле односите. Никој не тврди дека поранешниот министер за економија е виновен што во негово време е издадена фалсификат лиценца за така наречената дискотека во Кочани, а згора на тоа со оригинален печат и подпис на тогашниот државен секретар во Министерството за економија Размена Чекич Дурович. Тоа ќе го каже полицијата и обвинителството по истрагата. Еве, Крешник ќе биде во притвор барем 48 часа. Но не, Арбар сега најавува и пријава до јавното обвинителство за кривична одговорност со надлежни лица и институции. Само не знам на кои институции мисли, до оние во кои беа 20 години и од кои направија држава во држава. Факт е дека лиценцата е фалсификатиот и дискотеката работела на диво. Од тука треба да почне истрагата. Но објектот два пати добивал лиценца под истите услови, ако не и полоши. И тогаш дискотеката имала еден влез, немала излези за евакуација, таванот бил со некакви платна кои горат да запалиш цигара, а не пак пиротехника. Замислете, имале само 2 противпожарни апарати, 2, па повеќе имаат некои канцеларии, автомобили и домови. Навистина е неразбирливо како организаторите на настанот пуштаат малолетници после 12 часот. На концертот било и 14 годишно девојче. Каде ќе им оди душата за пусти пари? Дете од 14 години, па тоа треба да биде дома, а не излезено во 3 часот изутрина. Но колку што имаат вина организаторите, толку вина сносат и родителите на тие малолетни деца. Затоа, за поздравување и решителноста на владата, овој случај да го истера до крај. Во прашање и државата и животите на луѓето. Ке не биде или не. Ако и сега нема одговорност, не заслужуваме да имаме држава. Мора да се почне најпрво со проверка на вакви слични објекти како дискотеката на смртта, кој не ги исполнува стандардите клуч. За животот се работи. Не може да се прават свирки и настапи во дупки и штали, каде ќарот ќе го собира газдата, а младите ќе умираат. Така веќе не може. Македонија е гневна. Народот излезе на улица. Најголем пораз како држава е што не можеме да си ги згрижиме сопствените граѓани, па мора да ги праќаме во соседните држави. Иако волку голем број на пациенти не би можеле да згрижат ни помојни држави од Македонија. Ова уште еднаш покажа дека мора да вложуваме во нови болници и клинички центри, не само во Скопје, туку и во другите градови како регионални центри. Пример за ова треба да ни биде Србија, која покрај во Белград современ клинички центар има и во Ниш. Затоа мора што поскоро да се изгради клиничкиот центар во Штип, но и во други градови. Ова беше најтешката колумна за мене. Починатите нека почиваат во мир. Господ да им даде здравје и сила на повредените. А Македонија што поскоро да закрепне од оваа трагедија.